Ако некогаш патот ве однесе во Сингапур, посакајте да одите со авион и да стасате над него ноќе. Само тогаш можете да ја доживеете севкупната волшебна убавина на овој град држава. Само ноќе сјаат во низи како бисери светилките на стотиците бродчиња, џунки и јахти и други пловни објекти. И додека авионот надлетува на тие светлички редици, градот Сингапур се капе во раскошна ноќна светлина во која се стопени и илјадниците движечки сигнали на автоколоните. Тоа е гледка од височина. Од приземни релации Сингапур отвора нови видици и панорами. Тоа е град, метропола на источно-азијски култури, на светски бизнис, на ретки екзотични природонаучни феномени на ова подрачје, на трговија на се и се што и град на подземни и надземни акцијаши кои неретко се во судир со законот. Инаку, географски Сингапур е остров во југоисточна Азија, врзан со копното со насип долг 1200 метра и на 581 квадратен километар живеат нешто над 1.300.000 жители, главно кинези и малајци. Историски, Сингапур од 1958 година има статус на така наречена самоуправна држава, чија надворешна политика и одбрана се во раците на Англија. Главниот град е Сингапур, едно од најважните азијски поморско-трговски пристаништа. Тоа е град со развиена индустрија, бродоградба, металургија и тропска ботаничка бавча. Тоа што рековме за Сингапур дека е тропска ботаничка бавча не е случајно. Во него, во неговите десетици паркови и градини, во вечни зеленила и цвеќења, виреат илјадници видови растенија и животни. За жал, ние не ќе можеме да ви представиме повеќе паркови и градини со снимки, зашто не бевме во можност за 2 дена да снимиме се што е најинтересно во овој град држава. Ако се задоволите само со раскажаното за нив, ќе ни чини задоволство. Нашиот водични Сингапур, што љубезно ни го пронајде представникот на ЈАТ во овој град, популарниот ватерполист Мирко Сандиќ, ни понуди да посетиме одредени туристички интересни точки. Најнапред не однесе на 60 метра високо брдо, највисоката точка во градот на Маунт Фабер. Домаќините и туристичките агенции ги водат најнапред своите гости овде, на оваа височина, затоа што одовде се добива представа за изгледот и пространствата на Сингапур. Одовде се утврдува и местоположбата на туристичките објекти, парковите, градините, музеите, старите населби и квартови, културно-историските знаменитости, градските трговски центри и се друго што е во интересното поле на туристот. Во ботаничката градина на 80 хектари се нудат на поглед и воскит павилјони од орхидеи, колекции на палми и тропска и суптропска флора. Најинтересна атракција секако е градината на легендите за тигарот. Тоа е споменик на старата кинеска слава и мистика, прикажана во првобитен облик. Во ваков амбиент, на вакви простори, живееле некогаш луѓето на Кина, принцезите и царевите, селаните и мандарините, во раскошни палати и во пештери и колиби. Разиграната фантазија на уметникот ги извајала и змејовите и животните, рајските птици и боговите во скулптури,
што сликовито го прикажуваат богатството од легенди и митолошки созданија на кинеското минато. Ако во овој парк гледате повеќе деца денес, утре може да има повеќе возрастни туристи од целиот свет. Кинезите сингапурчани со нескриена гордост го прикажуваат животот на своите предци со векови наназад. Сингапур е туристички атрактивен град и со сончеви и песокливи плажи на кои се бара освежување во секое време. Меѓутоа, чудно, но вистина е дека свежината на отворено место во Сингапур е мислена именка. Таа е присутна само на затворени места, во јавните локали и куќи и во автомобилите. Се е покриено со воздушни ладилници или еркондишни. Се разбира локалите и куќите на имотните. Сиромаштијата ја нема таа привилегија. Таа е една од најевтините работни сили во светот и нема пари да се лади дом. Затоа и поради непостоењето или ниските царински зафати, Сингапур важи за еден од најевтините градови на техничко-технолошка роба. Тоа не може да се каже за сите прехранбени продукти, бидејќи тие се увезуваат од соседните југоисточноазијски и австралиски држави. Во центарот на градот, во единствените висококатници, се сместени најразновидни фирми, продавници на се и се што го произведува модерната технологија на светот. Впрочем, и во туристичките проспекти, домаќините не ве покануваат прво да ги посетите културно-историските споменици и туристичките знаменитости. Тие препорачуваат најнапред да ги разгледате продавниците. Во нив има роба од целиот свет и велат, купеното во нив не морате да го земате со себе. Тоа ќе ви биде доставено дома или во хотел. А во нив, во продавниците на неколку катови, во пријатна свежина, ви требаат часови и часови да видите се она што го нуди денешната светска цивилизација и технологија, како и она што е старина и покриено со патина на вековите. Затоа можеби Сингапур е еден од ретките градови за кој може да се каже дека е зачудувачки трезор на ориенталски антиквитети, индонезиски старини и светски најмодерни производи од секаков вид. Сакате ли кинески, тајландски, малајски, индиски или индонезиски порцелан, жад, свила, керамика, бронза, злато? Посетете ги специализираните продавници. Ако се интересен за персиски, кинески, сингапурски или индиски килими, врз кои раскошно се распостилаат во разни бои националните мотиви, прошетајте на тој и тој кат во робната куќа на таа и таа улица. Таму сигурно ќе биде задоволен вашиот вкус. Фотоапарати, електроуреди, сребрени и златни ракотворби и бижутерија, кожи и производи од рептили, кондури и чанти, каиши и чантички од кожи од крокодили, алигатори, гуштири и змии, часовници од обични до кварцни и електронски, производи од целиот свет се нудат за ефтини цени. Но ни тогаш не купувајте. Пазарете се и понудената цена може да биде снижена и за 1/3. И уште што не може да се види и купи во сингапурските продавници, само ако се има пари и време за пазарење. Таму може да се најде се. Меѓутоа, првото во Сингапур го имаат повластените и безбројните туристи и трговци. Сиромаштијата го има второто, времето, затоа што таа купува во ниските, кепенливи дуќанчиња. Таа е и посетител на секој вечерниот кинески пазар, што почнува да работи навечер од 9 часот до 5 часот наутро. Тука на стотици импровизирани тезги, на улица се продава се и се што, старо за ново и ново за старо, и нема што да нема.
Пазарот едноставно личи на наши панаѓури, само што овде доминира миризбата на кинески манџи и миродии и љубезноста во молбата да купите нешто. Велат дека храната на кинеските пазари е толку калорична и витаминска што е нормално за сиромашниот да јаде еднаш дневно. Впрочем, кинеските, малајските и другите сиромашни квартови се контрастите на сингапурските зелени булевари и богати квартови со вили, базени, паркови и трговски центри. Тие не можат едни без други. Тоа е животот. Во Сингапур секогаш има и ќе има што да купиш, што да видиш, што да јадеш и пак во Сингапур има се што ти душа сака. Ова е почетокот на текстот од Сингапурскиот информатор со кој ве покануваат да го посетите овој град држава.